Добар ден, почитувани, ова е уште една нова Телма амбуланта. Епидемијата со дебелина во светот и кај нас, стручните лица, постојано ги наведува да бараат нови решенија за овој проблем. Се почесто се зборува за хируршката интервенција за намалување на волуменот на желудникот со цел намалување на килограмите. Сепак ова процедура се приметнува како крајно решение откако се исцрпени сите процедури, односно откако се исцрпени сите терапии и програми за слабење кои што не ги дале посакуваните резултати. Денеска во студиото на Телма гостин е магистар доктор Тони Јосифовски, специјалист по општа, субспецијалист по абдоминална хирургија. Докторе, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, баш ми е драго на денешен ден да бидам гостин во вашата емисија. Вие сте во доктор во Аџибадем Систина, денеска славите 12-ти роден ден. Имаме едно успешна приказна на 12 години функционирање на болницава. И нормално денешен ден е ден на здравието во Македонија, така да би ги поздравил сите мои колеги, без разлика кај работат. Честит. Благодарам. Се повеќе луѓе се жалат дека држат диети, одредени програми за слабење, применуваат, вежбат, но ги немаат посакуваните резултати, односно не успеваат да ги изгубат килограмите. Сепак, дебелината не е само естетски проблем, туку е и здравствен. Па, еве да започнеме со тоа, кои се последиците од прекумерната тежина врз човековото здравје. На почеток, кога кажавте, дебелината веќе представува еден сериозен здравствен проблем, веќе на глобално ниво и размислување на Светска здравствена организација, дека таа веќе да се размисли и да се стави во едни пандемични размери. Се смета негде дека 25 до 30% од општата популација во светот веќе се во групата на обезни или дебели луѓе, кои што со тек на време или по тек на својот живот таа дебелина прави сериозен проблем по останатите органи. Пред се страда кардиоваскуларниот систем, крвните садови, срцето, страдаат бубрезите. Нормално пациенти кои што веќе имаат отежното дишење, поготово така наречената слипа во нокните часеви, проблеми понатаму со скелетниот и мускулен систем, едноставно побрзо трошење на тој организам следствено на годините кои што следува. Една студија е направена кај што смета дека луѓе кои што имале прекомерна тежина веќе на своја 50 година се некаде поднос на кардиоваскуларниот систем, некаде на пациенти кои што биле у нормална тежина на своја 70-75 годишна возраст. А што се случува со желудникот доколку внесуваме премногу храна? Вака, мислам дека една табу која што постои, која што треба ние вака да ја разрешиме, сите сметаат дека проширениот желудник е оној кој што е одговорен за тоа. Меѓутоа, генерално земено, цревата, интестиналниот тракт се оние кои што се реално одговорни за нашата дебелина. Ние знаете, сигурно има луѓе кои што премногу јадат, не се дебели. Има луѓе кои што јадат, меѓутоа се дебелят. Сега збориме хормоналните фактори, статусот и сите работи. Пред се зборам за дебели луѓе кај кои што не играат улога хормоните во дебелината. Цревната флора и тој цревен микробион е многу одговорен за функцијата на дигестијата и односно за дебелењето. Значи, оние бактерии кои што живеат во цревата, всушност одредуваат дали ќе бидеме дебели или слаби? Дефинитивно тие ни го насочуваат некој си наш метаболизам. Денеска, последната година, да кажеме, овој развој на таа бариатрична хирургија која што би требало се збориме, од минатата година Американската асоциација за бариатрична хирургија веќе вметнуе уште еден терминологија, асоциација за метаболна и бариатрична хирургија. Значи, повеќе се обрнува внимание не по однос само општата дебелина као естетски проблем, повеќе во еден функционален склоп на еден добар метаболизам.
кој што е сериозно одговорен за многу фактори. Што тоа значи испитуваат? Каква бактериска флора имаат оние кои што се случуваат со прекумерна тежина? Може на таков начин да се модифицира нешто? Чак се водили студија по однос на така наречени кај одредени групи како што не дале одредени резултати начинот на исхраната, една метода која што уште не е со сигурност докажана и ефектите од тие резултати, така наречен фекален трансплант. Трансплантација на бактерии од дебелото црево се тоа всушност? Да, од фекалната маса, кој што доведува до одредени редукции и регресија на одредените нутритивни состојци кои што на нашиот организам бидат негативно. Дефинитивно кажано, човекот како единка е еден затворен систем, меѓутоа конекцијата со надворешниот свет ја внесува преку својот уста, односно преку и варењето на храната преку цревата. Од тука потекнува целата таа проблематика по однос на милион болести. Генетските фактори се генетски фактори што ние ги носиме, меѓутоа одредените фактори се иницијатор и тригер кои што доаѓаат од нашиот интестинален тракт. Доктор, им советувате на пациентите со прекумерна тежина да пробаат покрај промената на исхраната да вметнат и некакви пробиотици или пробиотска храна? Значи имаме последните години се повеќе наплив на пациенти кои што го имаат овој проблем. Повеќе од нив доаѓаат и сериозно ради својот здравствен проблем, се уште има кои што доаѓаат и ради естетскиот проблем. Секогаш ние разговараме претходно за промена на начинот на исхраната, промена на физичката активност, односно да ја зголемат физичката активност, внесот на калории за 24 сата и потрошените калории за 24 сата ни ја предодредува во кој правец иде нашата телесна маса. Ако вие постојано земате калориска храна, односно и храна која што понекалориска, меѓутоа цревните бактерии се тие кои што одредат колку ќе импутираат, односно ќе внесат од тие енергенси во нашата циркулација, а потрошиме помалце, онда секогаш сме здебелени за онолку калории колку што остануваат плюс таа математичка равенка. Убаво појаснување. Науката постојано оди напред, така што веројатно за некоја година ќе има и некое убаво решение во однос на цревната флора, подобрувањето на незиниот состав. Се надеваме во тој правец, така да и сите овие работи кои што сега ипак е хирургијата е агресивна една метода која што се применува, дека земе така се една своја функција и улога кај одредена по-субтилна и по-селектирана група, не кај општа популација. Кој се може да биде кандидат за операција на желудникот за намалување на неговиот волумен со цел губење на телесната тежина? Значи, во почеток, пред 20 на години, кога почна се развива, значи, баријатричната хирургија е практички последната гранка од хирургија, како една гранка која што почна да се развива кај пациенти кои што се со зголемена телесна маса, и тоа е ставено, да кажеме, као не само обезност, него морбидна обезност. Значи, веќе тоа представува сама за себе болест. Во почетокот беа ставени некои критериуми за индекс на телесна тежина да биде над 40. Иначе индексот на телесна тежина е практички една математичка равенка која што зависи од нашата килажа, килограми, поделено со квадратен метар од нашата висина. И на база на тоа се одредува индексот на телесната тежина. Значи, апсолутна индикација за таа баријатрична хирургија беа пациенти кои што имаат боди маса, индекс на телесна тежина над 40. После тоа ставовите малку се променија, така да веќе се внесува у група и пациенти кои што имаат од 35 индекс на телесна тежина нагоре, кои имаат барем еден коморбидитет. Што тоа значи? Зголемени масти
оштетување на крвни садови, висок притисок, ноќна апнеа. Последните години, веќе ова што го спомнав, таа индекс на телесна тежина е во функција, меѓутоа може да се применат оперативни интервенции и кај луѓе кои што се испод 35 индекс на телесна тежина, затоа што сега, поготово кај специфични луѓе кои што имат одредена патологија. Затоа и Американската асоциација става веќе као метаболна хирургија. Веќе не ја рачунаме хирургијата дека е само за дебели луѓе. Така. Искуствата последни покажуваат дека кај такви пациенти, поготово пациенти со диабет тип 2, оние што се инсулинозависни или се веќе во фаза на одредена терапија за тој повишен шеќер, веќе со тип на оваква операција, ремисија, имаат пациенти скоро 90% во понатамошниот тек на свој живот од употребата или одлагањето на употреба на инсулинската терапија. 90% успех се постигна и кај пациентиве кои што имаат ноќна апнеа, што е многу битно. Денеска се смета дека со таквиот тип на операција од привика може да се превенира прерана смрт некаде и до 50% од таа група на пациенти. Веќе индексот на телесна тежина не е априори оној индикатор кој што нас ни ја кажува, да кажеме, индикацијата за планирањето на оперативно лекување. Пред пациентот да влезе во оперативна сала и да му се направи некаков зафат, ќе објасните какви типови на зафат има во текот на емисијата на желудникот, од пациентот обично се бара да изгуби неколку килограми. Сега кога велам неколку, тоа може да бидат 10 и 20. Да. И сега пациентите се прашуваат зошто тоа се бара од нив. Вака, се да ви кажам. Значи, кога ќе дојде пациент да разговара околу тој правец, ние априори не кажуваме да, добро, задутре ќе ти биде операцијата. Секој се трудиме да земе една така негова лична анамнеза, дали он веќе покушавал нешто да прави со однос на своето слабење. Пациентите треба да бидат свесни дека операцијата нуди решение, ама не да се препуштат да, јас сега ќе се оперирам, и ќе се реши проблемот. Бидам слаб и супер. Они ипак треба да бидат сериозни и да знаат и запознаени со начинот на кој треба они да живеат. Понатаму, значи, ќе се промени сосема нивниот начин на живот видиме? Па види, треба да се промени и се променува. Меѓутоа, он треба да биде свесен дека и од него треба да даде. Не, да не дојде од ситуација, јас знаем, сега ќе направам ова, од утре све ќе правам, а ќе бидам слаб. Не. Значи, секојаш кажуваме одредените работи дека он треба. И втора работа, зашто докторе, јас сега да ослабам, ако идам на операција. Затоа што болеста која што дебелината он ја носи е болест. Постоперативните компликации, текот на операција, постоперативното закрепнување е многу подобро кај пациенти кои што веќе ја намалиле таа телесна тежина. Значи, ако дојде некој со голема телесна тежина, 40-45, а веќе у анамнезата он кажал дека пред 6 месеци бил ослаб на толку килограми, постигне го сега повторно тоа. Тогаш ќе идеш на операција. Втората работа, пациентиве кои што сега треба да ја свесни после одреден тип на интервенција начинот на живот, по однос на храна. Треба ли да усвојат сосема нов принцип на исхрана? Треба апсолутно да бидат навикнати на тоа. Ако он не е спремен за тоа, постоперативно имаме проблем. Поинаква исхраната кај желудник со намален волум? Знаете, па нормално, не може да внеси количината на храна што ја внесува претходно. Празнењето на тој дел од желудникот за да дојде во цревата е потежна. И сега, да он се веќе навикне како треба да поминат неколку недели после операција, ние му кажуваме, ајде сега, тој момент што ќе го тераш после операција од неколку недели,
Почни го сега. Да видиме дали после недела денат ќе кризираш. Затоа што психолошкиот момент е овдека многу битен. Што е со оние што нема да успеат да изгубат одреден број на килограми пред операцијата? Знаете, што... Треба ли ги упатувате ли на некакво психолошко советување? Прво не се потрудиле доволно. Прво не се потрудиле, прво не се потрудиле добро. Секогаш ги прашуваме на што се должи вашата здебеленост. Значи, некој на голема количина на храна, меѓутоа некој на голема количина на пиење на енергетски пијалоци. Сега, ако е у функција поправањето и издебеленоста од употребата на енергетските пијалоци, кажуваме дека успехот од операција нема да биде онаков како што и пациентот и ние го очекуваме. Он ќе има редукција, меѓутоа калориски однес на таа течна исхрана е секогаш голем. Така да, други пациенти ќе пратиме на психолог, на психијатар, чисто да разговараат со, да дадат едно советување. Во моментот, знаете, ментални услов кај нас, да кажеш на пациент, иди ти кај психијатар, малку другаче го доживаат. И онда сега веќе идеме од тој правец да самиот хирург, ординариус, треба да биде психијатар према тој пациент. Да го свати во кој правец се неговите размислувања, во кој правец се неговите очекувања. Кога пациентот ќе побарате да изгуби одреден број на килограми, нудите тип на диета? Знаете што, да, му нудиме тип на диета. Ние им кажуваме, некаде од прилика имаме некои формулари кои што даваме со начин на исхрана, некаде да не внесат за 24 сата повеќе од 1000-1600 калории. Тоа за нив претпоставуваме премалку. Да, ама треба да се потруди. Затоа што кога се направи веќе операцијата, веќе он треба да биде навикнат дека тоа е она што он може да го јаде. Ако сака. И првите, да кажеме, 4 до 6 недели реално проблематични кај тие пациенти. Имат некој од нив, да кажеме, сериозен проблем психолошки. Зависност од храна? Зависност од храна. Затоа и сега кога би збореле за типове на операции, да кажеме, овие типови на операции, иначе првата операција за овакво слабење негде 54-та направена година од некој амерички хирург Кригер, кој што така у некои си своји експериментални сврхи направил, немале добри резултати, тоа тлеело со децении, некаде со развојот, поготово на оваа лапароскопска хирургија, таа минимално инвазивна хирургија, и можност за тоа да биде така оперирано, веќе почне да се тоа применува. Првичните операции, да кажеме, беа операции на ставање така наречен прстен на желудникот. Едноставна хируршка процедура, без некоја голема травма, без сериозно висок морбидитет и морталитет кај тие пациенти, и тоа масовно се применуваше некаде пред 15 на година. А огромниот процент на операциите припаѓа преку 90% на тој тип на операции. Годините како доаѓа, веќе се јавија одредени нуспојави од направената операција. Ипак таму се аплицира една пластичен прстен кој што треба да биде конектиран со одреден дрен, па со одреден резервоар кој што се става под кожата. И сега што се доведува луѓето у ситуација? Значи, тој резервоар со игла се полни со пар милилитри физиолошки раствор, за да го стегне прстенот. Так. Пациентот си иде дома. Му се јаде. Едноставно кризира. Става шприцот, си вади течноста, го отвара прстенот, он јаде. Доаѓа после месец, 2, 5, нема никаков ефект од самата операција, затоа што он веќе може да влие на самиот себе. Така. Да не зборам за понатамошните компликации као страно тело, кај све. Така да, гледајќи ја тој тип операција, а веќе размислувањето за моделитети на друг тип на операција,
Веќе последните години, да кажеме, процентуално тој тип на операција на светско ниво се прави помалку од 3%. Остануваат два модела на правење на операција и методата една е ова што би збореле, да кажеме, таа слив резекција. Еве, тука можеме да ги погледнеме и инсертите. Што токму тоа значи слив или ракав, така? Тоа во превод би значило. Добро, терминолошки како ракав, како нешто овако. Значи, слив резекција е, да кажеме, кога 85% некаде од волуменот на желудникот се вади. Така, јас ке замолам од режија да ги погледнеме тие резултати, тие слики за да може гледачите да сватат за што точно зборуваме. Значи, еве го она, првичната, ова е таа слив резекција, така? Тоа е да кажеме на левата страна е нормалната анатомија и функција на желудникот, а под него, сега на овој слайд, е делот кој што или на ова, нека остане вака како така, нека остане вака, да го погледнеме убаво. Иде. Значи, оној големиот дел на желудникот, каде 85%, од него се вади. Останува една цевка од тој желудник, една туба, која што е одговорна и е така наречена рестриктивна операција. Што тоа значи? Ти веќе волуменски, голема количина на храна, низ тој дел не можеш да внесеш. Секоја количина во моментот внесена, нормално добиваш болка и те тера да поврекаш. Ама тоа е веќе трајно решение, не можеш сега да вадиш, нели, она као на газ. Како со што споменавте. И она што го зборев на почетокот, тие 4 до 6 недели кај што он треба веќе да биде спремен да се навикне на тоа. Што се дешава кај овој тип на операција? Овој тип на операција е многу физиолошка операција. Што тоа значи? Значи, ние имаме секогаш пристап во она што се дешава во тој цел желудник, во 12 палачното црево, оној дел од желудникот кој што е изваден, во него има хормони. Еден хормон за апетит наречен гремлин. Тој е хормон за апетит кој што процентуално во оној горниот дел на желудникот што се вади е во голема концентрација. После месеци, 2, 3, доаѓаат пациентите и викат, ја беше потреба и желба таква за храна нема. Значи се губи желбата за голема количина на храна. Концентрацијата на тој гремлинот се намалува. И втора работа, за тој период, они веќе и губат од својата телесна маса, односно редукција на масното ткање. На салото, што го викаме. А во него има уште еден хормон, тоа е лептинот. Што е исто така одговорен за потребата за храна, односно за ситост и глад, регулација. Се намалат, веќе се доведува до една нормална ситуација, веќе оној психогениот момент за потреба за храна полека се губи. Ке преминеме на гастричниот бајпас, но претходно да пуштиме еден блок реклами. Може. Очитувани останете на Телма, има уште многу аспекти поврзани со оваа процедура кои што треба да бидат појаснети. Ке проговориме за сите предности што ги нуди оваа операција, но и за ризиците. Со доктор Тонио Јосифовски, специјалист по општа субспецијалист по абдоминална хирургија во Аџибадем Систина, денеска зборуваме за операциите со кои што да се намали волуменот на желудникот и на таков начин да изгубите килограми. Тој појасни кому се препорачува оваа операција, на каков, значи кои се кандидати, која е процедурата пред да влезете во операционата сала. Има две најчести операции кои што се изведуваат. Едната е слив резекција на желудникот, а другата е гастричен бајпас, а сега ќе ни појасни докторот што значи тоа бајпас кај желудникот. Да. И како тоа може да помогне да се намали телесната тежина. Значи, кога зборевме за таа слив резекција, тоа е анатомска резекција каде што се вади голем дел од желудникот, меѓутоа целото движење на храната останува во граница на физиолошките нормалниот тек на овакво. И тоа е така наречена рестриктивна операција. Слив резекцијата е сега. Гастричниот бајпас представува комбинација на рестриктивност
вовнесување на храната и намалување на ресорптивноста на хранливите материи, каде што е дел од тенкото црево, кој што е одговорно, она што на почетокот го зборевме за ресорција на енергетските вредности, значи огромен дел од тоа тенко црево е исклучено од функција. Аха, значи тоа се исклучува. Значи операцијата се прави од прилика да се остави дел од желудникот. Тоа е нагоре што го гледаме? На горниот дел некаде волумен 50 мл. Значи многу мал желудник. Многу мал желудник. И потоа тоа што се надоврзува да испиете на една чаша вода и толку. Ќе осетите дека ви е пун желудникот. Оно што се поврзува на тој сегмент, тоа е дел од тенкото црево. Меѓутоа, тој е дел од тенкото црево веќе негде средните партии на тенкото црево. Партијата на анатомската, да кажеме, нормалната анатомија е дека желудникот доаѓа во 12 палачно црево, 12 палачното црево веќе после продолжува во тенко црево. Тенките црева се оно што ја кажав одговорни за функција. Сега некаде од прилика 90-150 сантиметри од тоа тенко црево не го исклучуваме од функција. Тоа може да доведе до проблем, да нема доволна ресорпција на хранливи материи? Сега, значи кај овие и рестриктивните операции, да кажеме, и ресорптивните намалени доведува кај овој тип на операција, затоа што сега и помалкото овој тип на операција се прави. Затоа што сапорт од суплементарна терапија кај овој тип на пациенти има потреба. Неопходна е, значи. Неопходна доживотна потреба. Доживотна потреба. Значи, овој тип на операција беше у почетокот применета со една така голема помпезност пред 10 години, меѓутоа кога се видува нус ефектите и на овој тип на операција, онда се сведува на строги индикации. Чак некои праве одредени формули на кој тип на операција треба да се примени. И како проценувате? Па се проценуваше телесна тежина, све она што е коморбидитет, големи хијатални кили. Значи тоа значи дали тие пациенти пред операција имаат попуштен или слаб отвор на хранопроводникот, или желудникот се враќа содржината. Иде горе, се враќа содржината. Така наречена рефлуксна болест, и кај пациенти кои што имаат диабет. Значи, кај пациенти кои што имаат диабет беше апсолутно, поготово инсулин зависни пациенти, апсолутна индикација да се направи тој тип на операција. Тој тип на операција е малку помутилантен. Значи, што тоа значи? Тоа значи операција која што е малку посложена за да се изведе, операција која што сама за себе нуди еден позголемен процент на постоперативни компликации, а чак и малку позголемен процент на смртност. Операциите се изведуваат лапароскопски? Операциите може да се изведат и отворено и лапароскопски. Типот на операцијата внатре е исти. Сега, поедноставно е да се изведат лапароскопски. Зашто? Затоа што ипак тоа се волуменски големи луѓе кои што треба да се отвара тој стомак е премногу потешко е. Потешко е, може парадоксално звучи, меѓутоа тоа е потешко. Али каде е проблемот на овој тип на операција? Значи, делот од желудникот останува. Ако на претходната тој слив резекција го вадевме и хормоните ги нема, овдека постојат. Значи, чувството за глад може и понатаму да е присутно. Постои процентуално многу поеќе него другаче. Меѓутоа, има еден друг проблем. Што тој дел на желудникот останува нем за било какво исследување понатаму. Знаете, пациент има било каква проблематика, дали со желудник, со 12 палачно црево, после направената слив операција, секогаш може со камера да се влезе и да се дојде во 12 палачно црево. Ендоскопски преглед да се направи. Ендоскопски преглед да се направи. Овдека тој дел од желудникот секогаш останува слеп и не може ендоскопски повеќе да се провери.
Има. Сега да не го многу шириме. Луѓе кои што направиле камчиња во жолчното кесе во главниот канал. Ако е тоа мало камче, ендоскопски може да се извади. Кај овие пациенти тоа не може. И сега е секогаш борбата што и како да се прави да се извага. Така да, последните статистички резултати, ако пред 10 години процентот, пред 15 години, процентот на овој гастричниот бајпас и на бендингот со прстенот операцијата беа некаде околу 70-80% од општите операции. Сега гастричниот прстен е помалце од 5-3%, овој се сведува некаде на 16 до 20% од направените операции, преку 60-70% се операции на слив резекција. Затоа што они понатаму, може ке се доведиме сега у некој прашање да е одредена група, после тоа пак ја врака килажа. Доаѓаме тоа е следното. Добро, ајде. Колку килограми треба да се изгубат по операцијата? Знаете, нормално, како што е дебелината сама за себе проблем, и слабењето треба да биде здраво. Ритмично и здраво. Нормално, слабење треба да биде некаде од 4 до 6 килограми месечно за здраво слабење. Начелно, после нашите операции, првите месец-два пациенти губат многу повеќе, 10 на 15 килограми, после тоа тој метаболизам се избалансира и онда се некаде 3-4 килограми месечно. И отприлика реалната слика е тие пациенти очекуваме негде после 12 на месеци од израчената операција, каде што преку 30%, 35% од својата претходна овако ние веќе губат. Се случува ли да после операцијата пациентот да не ја губи посакуваната После оваков тип на почеток не. На почеток не, но подоцна може тоа да се случи, па дури и да накачат некој килограм? Може, и тоа не се сведува затоа што тој дел на желудникот што останал се проширил. А на што се должи? Она на почеток што го зборев. Тенките црева. Тенките црева. Апсорбцијата на тенките црева. Значи, веќе метаболизмот кај него се променува однос на промена на бактерии цревни, промена на... Не е тоа дека тој желудник станал енормно голем, затоа што ние не се поправаме од желудникот. А постои ли опасност ако пациентот почне да внесува поголема количина храна? Или пак храна која што не е никој што може да внесе онаа храна што претходно ја внесува. Може да јадат хамбургери, може да јадат чипсови, пици. Да, ама сега и они треба да бидат свесни за начинот те својата исхрана. Затоа и рековме, они не прават операција за да јадат хамбургери и сите тие работи. Неќе може да јадат голема количина. У последно време, да кажеме последните неколку години, има една нова последна операција извадено, која што е кај или се применува директно, значи да се замени комплетно овој висок гастричен бајпас. Таму кажат дека таму е проблем останокот тој дел од желудникот што останува. Така наречена САДИ, односно тоа е некоја кратенка од единечна анастомоза на спојот на 12 палачното црево со тенко црево. Тоа е тој тип на операција која што може да биде применета како примарна операција кај пациенти со дијабет, без разлика дали имат голема индекс на телесна тежина, или на пациенти кај кои што претходно има направена оваква слив резекција, кои што веќе после 3, 5, 7 години повторно враќаат својата килажа. Тоа е тој тип на операција кој што сега се нуди како решение, пак хируршка техника за да се редуцира и во килажата, меѓутоа да се постигне многу поголем ефект кај дијабет пациенти зависни од инсулин терапија.
Ќе ги вклучиме и гледачите пред самиот крај на емисијата, ако имат некој прашање да постават на темата на која што говориме, почитувани 3076-677 е телефонскиот број. Докторе, зошто на пациентите кои што имаат направен оваков зафат им се советува подолго време да ја џвакаат храната? Еве најдов, ако не се лажам, 2 минути од еден до втор залак. Добро, видите, значи да не биде на фастинг јадење, одеднаш, затоа што реално во тој мал сегмент, во тој дел не може он да внесе голема количина. Па подолго да ужива во храната? Може па и да ужива во храната, на крај крајва, тоа со секое голтање, значи она перисталтиката да дел од храната не се собере во оној сегмент, поготоа на гастричниот бајпас од тие 50 милилитри, каде што 5 залчиња веќе тебе те прават пун. Секој им кажуваме, немој да комбинирате со вода. Измеѓу оброците, водата да биде на крај. Течностите у почеток треба да ги земат на цевка, да не голтаат воздух со тоа, затоа што они ќе се напунат и онда имаат, макар се осекат и плюс не најаден. А колку често во текот на денот е потребно да се прима храна? 4 до 6 пати. Значи у мали количини порции со овако. Ако некој изгуби премногу килограми, па сега не е задоволен од својот изглед. Вака, се не може да изгуби до тој степен да дојде. Ние се трудиме со овој тип на операција, значи ни еден тип на операција, кога збориме за индекс на телесна тежина, нормален. Нели, може да за наши прилики тој е премногу слаб. Негде 20-25 индекс на телесна тежина. И кога ги ставаме параметрите успехот на операцијата после 12 или 24 месеци, значи се приближуваме некаде 70-80% до замислената идеална тежина. Така да не се десило некој да ослаби премногу. Доколку еве се случи такво нешто, што треба да направи? Да јаде повеќе, покалоричен вместо да има во оброците. Сега, понатаму да кажеме тие пациенти... Сигурно доаѓа до еден момент, докторе, кога ќе треба да стагнира губењето на килограми. Тоа стагнира кога ќе се избалансира начинот на исхраната и метаболните потреби кај тој пациент. Меѓутоа, до сега немало обрнат случај како што се премногу ослабел, па нешто да правиме да се поправи. Такво нешто не постоело. Ние се трудиме да се доближиме до тоа, до некоја идеална тежина. Сега, многу од тие пациенти понатаму имаат дополнителни интервенции по однос на естетиката. Значи, промената на кожата, на бедрата, на лактиците, на стомашниот појас. И тоа исто така не е само естетски проблем, туку е и здравствен, ако се воспалува. Проблем кој што веќе да кажеме е делот на естетски решавање, меѓутоа е здравствен проблем. Едноставно не функционира добро. Замислете спуштена кожа до колена. Апсолутно. Голем проблем, голем проблем. Апсолутно не е окей. Значи тие се пациенти кои што да кажем некој период, поготово збориме за екстремно дебелите пациенти, кои што некој период од наредните година, 2-3 малте не постојано се по болници, по доктори, ова да реши, она да реши. Така. Така да реално дебелината представува сериозен проблем и боле спречити него лечити. Така, подобро се спречи отколку да се лечи, бидејќи ова повлекува, како што споменавте, многу комплексни зафати за да... Мислам дека поготово повеќе би се обрнало овој тип на хирургија повеќе као метаболна хирургија. Реално, многу добри резултати се очекуваат кај пациенти кои што имаат диабетска болест, кои што имаат таа мноќна апнеа со овако. Значи, последните резултати се импресивни, оние студии што се објавуваат. Јас би сакала со вас да прокоментираме за уште еден зафат, тоа се вика балон, внесување на гастричен балон, ако не се лажам. Дали се работи за сложен зафат и во овој случај? Не. Значи, балонот представува амбулантска тип интервенција, која што се прави амбулантски. На слайдот е даден ендоскопска процедура во која што се вметнува тој балон. Употребата и функцијата на балонот е да ја оневозможи нормалната исхрана. Отприлика
Представите се дека тој балон треба да биде 4 месеци, не повеќе, затоа што не иритира и прави одредени проблеми. Искуството збори дека многу мал процент од пациенти го издржале 4 месеци. И пак имаат одредени проблеми. И тоа е оној балон, да кажеме, кој што сегон ќе ослаби. Добро. Неколку килограми, ајде да ослаби десетици килограми. А потоа ќе се отстрани. Што понатаму, да. Што понатаму, кога тој балон ќе се извади, ако он продолжи со истиот режим, онда ќе биде другачиот проблем. Можда овие балони се некад и припрема за нормалниот тек за понатаму за пациенти што им следува оперативно лекување. Имаме двајца гледачи. Јас ќе ги замолам да бидат што пократки со прашањата, бидејќи емисијата е пред самиот крај, за да можеме да ги слушнеме и двете прашања, што поконцизно ќе замолам. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ајде тогаш да се слушнеме со вториот гледач. Добар ден. Уште една можност. Не можеме да ги вклучиме за жал, Добро. но ќе имат се надам некоја друга шанса. Моето последно прашање во денешната емисија се однесува на процентите за успешност на овие операции, дали се тие поуспешни кај младите или кај постарите кои полесно ги губи килограмите, кои дали почесто мажите или жените барат од вас ваков зафат? Па, искуството покажува дека негде процентот е еквал. Жените може да бараат повеќе од естетски аспект, а мажите повеќе бараат од здравствен проблем, о интервенции. Сега морам да спомнам последното нешто у развој на овие типови на интервенции. Има уште еден тип на интервенција за кој што се уште нема почната од минатата година. Тоа е ендоскопска процедура на така наречена гастроапликација. Значи, не се прави операција од надвор, него од внатре, тој дел на желудникот, од малата кревина горе, се собира, не се крати, ништо не се вади, едноставно, тој се истиот лумен што останува како кај слив резекцијата, сега се прави по ендоскопски пат. Интервенција која замислена дека може да даде добри резултати, сега треба времето да ни покаже во тој правец. Ако тоа отиде дека е добра интервенција и се покажат стварно позитивни резултати, мислам дека грото од овој тип на операции би отишле на страната на ендоскопијата, а ова другото би било целни операции на селектирани групи. Обично пациентите што се обраќаат и бараат ваква интервенција, колкава килажи имаат, доктора? Се зависи. Сега споминавте индекс на телесна маса, но и најкрупниот пациент колку килограми? Па, нашиот најкрупен пациент имаше 210 кила. И успешно беше по тоа? Успеа да намали? Успешно. Тој беше меѓу првите операции, може да има 7-8 години. Таму имавме проблем со носивоста на операционата маса. Да, тоа е голем проблем. Има ли одредена тежина над која што не може да се изведе зафатот? Вака, сега има екстремно обезни пациенти на кои што практички да апаратурата што реално постои во болница не е применета за тоа. Што се посебни операциони маси. Компјутеризирана томографија на тој пациент да се тоа се посебни компјутери кои што се со посебен поголем ринг, со посебен диаметар. Диаметарот апсолутно со носивоста на самиот пациент, така да тие сепак се изведуваат во одредени специализирани центри кои што се референтни на големи популации. Да кажеме, Америка има 2-3 установи кои што работат само тоа. Иначе, за кога спомнавме, прошлава година у Америка имаше направено околу 300.000 операции годишно, од кои што 70% припада на слив резекција. Слив резекцијата. Како што споминавте, тоа е очигледно многу побезбедна и поефикасна. Поефикасна и пофункционална. Што е клучно. Што е клучно. Ви благодарам за вашето гостување, што ни ги појаснивте бројните аспекти на овој зафат. Очигледно
е така наивен, но решава крупни здравствени проблеми, бидејќи дебелината е сериозен проблем. Благодарам на поканата, вајде нешто вашите гледачи разбраат. Да, беше многу јасно и сликовито појаснато. Ви благодарам уште еднаш. Магистар доктор Тони Јосифовски, субспецијалист по абдоминална хирургија во Аџибадем Систина, беше нашиот гостин. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.